Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова е една епизода која што сум доста инспирирана да ја снимам. Се надам дека ќе биде кратка, бидејќи некако се ветив дека подолг период ќе споделувам пократки епизоди како би ви биле и полесни за слушање. Она кое што ми е важно е во оваа епизода некако да споделам околу неколку аспекти кои што ние ги имаме во нас, меѓутоа многу ми е важна оваа тема затоа што се почесто и почесто ја сретнувам, а тоа е особено доаѓа од оние кои што веќе работат на себе, па некако се јавува тој некој природен импулс да му се помогне на другиот, да му бидеме поддршка, да му кажеме како треба, да му кажеме како е подобро да живее, што е подобро за него, што е онако што ќе му го олесни животот, да му кажеме како неговиот мајндсет не е доволно добар и така натаму. Имено се инспирира во еден разговор кога една драга личност која што работи со луѓе ми рече: Милена, јас не знам како да ја спасам неа. Значи, пропаѓа, знам како треба таа да живее, знам дека и треба нешто друго, што да направам. Значи, почнува да ме иритира, да ме нервира, да станувам бесна, едноставно сакам да ја променам. И ова некако ме потсети многу на мојата позадина, затоа што не е дека го немам ова јас или дека не ми се појавило или пак се уште не ми се појавува, меѓутоа еден долг период работев на тоа колку е важно да ја отпуштам таа потреба да му помогнем на другиот доколку не побарал од мене. Меѓутоа не станува збор само за тоа доколку не побарал од мене, туку станува збор и за една свесност дека ние сме различни и дека постојат различни перспективи и нема една релативна вистина. Кога ние ќе сватиме дека секој различно го гледа светот, дека има уникатни леки низ кои што ги гледаме, има различни перспективи низ кои што го гледаме светот, најверојатно малку полека ќе се отвориме, се повеќе и повеќе всушност ќе се отвараме за различност. Она што ми е многу важно е дека ние мораме да ја почитуваме автономијата, бидејќи кога ние ќе ја почитуваме автономијата и автентичноста на другиот личност, ние имаме капацитет да слушнеме туѓо мислење, туѓо уверување и секако на некој начин да сватиме дека не сме ние богови, не сме ние сезнени, не сме ние најдобри, дека другата личност исто така има многу голема мудрост во неа и постои нешто кое што се вика to be humble and modest. Преводот на македонски звучи покорен и скромен, меѓутоа и покорен и скромен мислам дека премногу бегаат од реалноста на што значи humble and modest, но тоа е еден момент каде што ние прифаќаме дека не знаеме се, знаеме дека не знаеме се и се отвараме за тоа дека другата личност може би е во право, односно дека ние не сме секогаш во право и дека можеме многу да научиме од другата личност. Она кое што мене ми го донесе работата на себе и работата со клиентите, не веднаш, меѓутоа после доста долг период на работа со клиенти, после доста многу часови клиничка пракса, она што го сватив е дека ние не можеме да влијаеме на тоа кога другата личност е подготвена. Да, можеби јас тука и сега знам да паметувам и можам да ја кажам и да ја дадам добар совет на другата личност и да ја кажам вака и вака е најдобро за тебе, меѓутоа зошто не можам истото да го направам за себе си? Еве, сетете се на било кој момент кога едноставно сте знаеле да дадете одличен совет и многу често ова го слушам. Елена, јас знам да дадам одличен совет, меѓутоа кога станува збор за мене, јас како да не умеам да си го дадам тој добар совет и како да не можам некако да го надминам оној проблем, оној предизвик за кој што се соочувам, па зошто е тоа така? Зошто со другите сум толку многу мудра, а за себе не сум? Ако размислите зошто, најверојатно затоа што многу е полесно кога знаеме да паметуваме за другите и да кажеме нешто за другите отколку за себе, бидејќи ние сме во многу отпор, во многу одбрамбени механизми и ние се наоѓаме во моментум еден на емоции, односно се наоѓаме во еден период кога имаме интензивни емоции и потребни се многу други работи да се случат за да може да дојдеме до решението. Односно, потребна ни е многу поголема поддршка, свесност, едукација, промена или некаква поинаква акција која што е потребна да не донесе до решението.
Тоа не значи дека нема да стигнеме до решението. Тоа значи дека постои пат да се пристигне на тоа решение. И од друга страна, нешто кое што по предметот клиничка психологија прво го учевме, значи буквално беше првата лекција тоа, а тоа е и покрај тоа што се вика советодавна професија, покрај тоа што се вика советодавна дејност, во принцип counseling не е малку ни е негативен веројатно преводот, меѓутоа психологот, психотерапевтот, лайф коучот, нели животниот тренер не даваат совет. Значи во ниту еден момент не давам совет вака и вака направи. Можам да дадам препорака за вежба, препорака за одреден експеримент, да поставам многу прашања кои што личноста ќе носат, ќе ја насочат кон откривање на она што е потребно. Може би ако долг период работиме заедно и ќе споделам и лично искуство, па и не мора да е долг период, јас редовно како гешталт терапевт споделувам и лично искуство, затоа што знам дека е во функција на поддршка, во функција на инспирација, во функција на не си сама, еве види како јас се справив, може би ќе делува добро за тебе, може би не. Еве како некој друг се справил, може би ќе ти служи тебе, може би не. Што значи тоа може би? Секогаш се отварам за тоа дека личноста пред се знае како сама да се регулира. Ние мора да имаме верба во другата личност дека таа знае и дека умее да се саморегулира. Всушност секоја личност го има тој природен процес на саморегулација, меѓутоа често нешто е нарушен. Важно е да веруваме дека тоа што го нарушило овој природен механизам има причина зошто е тука и дека истата таа личност знае што е најдобро за неа во одреден период од животот. Да, можеби ние мислиме дека за Ивана е најдобро сега да почне да вежба, да се стави на диета, да почне да се дотерува, да почне да излегува, да се отвори, да сретне некоја нова личност, например Ивана само што раскинала некоја долга врска или се развела или слично. Меѓутоа Ивана седи дома, се прејадува, плаче, затворена е и е тешко и се наоѓа во еден застој. И сега, нашата потреба, нормално, алтруистичка потреба, хумана една позадина, е да ја помогнеме, и да ја кажеме, слушај ваму сега, ти ќе се дотераш, ќе излезеш, нели? Меѓутоа, тоа не е она кое што на Ивана во тој момент е потребно. И наше е да веруваме дека застојот во кој што се наоѓа Ивана има причина. Тоа не значи дека нема да бидеме поддршка за неа. Во случаја доколку Ивана е нашата пријателка и таа побара од нас малку време сама со себе, ни постави таква граница или пак забележиме дека Ивана е депресивна, ние како пријатели можеме да имаме друг тип на поддршка. Можеме да ја насочиме да работи со психолог, психотерапевт или било кое стручно лице, зависно од проблематиката со која што се соочува. Можеме да ја насочиме да ја препратиме некоја книга, некој интересен филм, некоја објава и така натаму која што може да ја прочита. Можеме да ја поканиме да дојде со нас заедно да вежба или да се шетаме заедно, или да прошетаме, или да пиеме кафе. Можеме да одиме кај неа дома да пиеме кафе, доколку забележиме дека незината потреба е да биде во интимна атмосфера и смета гужва, и сметаат кафеки, можеби се соочува со социјална анксиозност моментална, панични напади, така натаму, значи има моменти во животот. Тоа се периоди, тоа не значи дека Ивана ќе остане изолирана цел живот. Секако постојат црвени знаменца кои што велат леле Ивана претера, се случува нешто друго со неа, има некои самоуништувачки однесувања. Меѓутоа тоа се многу поретки случаи, во тој момент веројатно ќе бараме и поголема поддршка, повеќе ќе разговараме и ќе бидеме отворени, тука сум за тебе, кажи ми што е она што ти е потребно. Не си сама во ова, гледам дека ти е тешко. Знам дека ти е многу тешко. Можам да се чувствувам, знам како ти е. И јас кога поминував низ тој период, ова и ова го чувствував. Јас на овој начин се справив. Меѓутоа, ако се отворите и доколку навистина сте поминале низ нешто слично како Ивана, ќе видите дека кај вас не било баш тоа преку ног или можеби не болело на истиот начин како што ја боли Ивана, затоа што Ивана, има сега 32 години, а вие тогаш сте имале 22 години, или затоа што на Ивана и се срушиле многу други работи периодов, паралелно изгубила работа или сменила работно место, починал некој, се разболела и така натаму. Значи, ние немаме
секогаш јасна слика за контекстот во која што се наоѓа другата личност и затоа не е наше да го убедуваме другиот дека тој не е во право и ние сме во право и ние сега знаеме што е најдобро за него и ќе му помогнеме, туку единствено што може да направиме е да веруваме во него, да веруваме во полето, во универзумот, во Бог, да веруваме во контекстот, неговиот контекст, да веруваме дека таа личност има доволно капацитет да излезе од тој процес во кој што се наоѓа во некое догледно време. И да веруваме во капацитетот на таа личност да го вклучи оној природен филтер, природни капацитети, природен процес на обжалување или што и да се наоѓа и дека ќе може да успее да излезе од тоа. Ние не можеме, со тоа што ќе паметуваме, да му го промениме мајндсетот на некој. Овој подкаст не може да промени некој кој што има фиксиран мајндсет. Може би да го поттикне малку, меѓутоа за да дојдеш на овој подкаст веќе мора да имаш растечки мајндсет. Тој што е со фиксиран мајндсет ќе му се испрати оваа епизода, ќе ја слушна многу ретко, некој во тој момент може да рече леле, вау, ова аха ми кликна. Всушност не е многу ретко, меѓутоа најверојатно личност која што е многу фиксирана нема да ја слушне воопшто епизодата, нема да стигне до 11-12 минута за да ја слушне оваа информација. Што сакам со ова да кажам? Сакам да кажам дека ние за жал или за среќа не можеме да им служиме на сите. Ние не можеме да се обраќаме за сите. Па така и јас, низ мојот подкаст, јас не се обраќам на сите. Јас во секоја епизода не можам да се обраќам и на тој што има депресија, и на тој што има анксиозност, и на тој што е здрав, сака само да расте, и на тој што, не знам, е многу порасна да сака уште повеќе да расте, и на тој кој што раскинал, и на тој кој што е во среќна врска, и на тој, значи, и на тој кој што има гранично расстройствена личност и на тој кој што има зависно расстройствена личност. Значи, невозможно е да се обраќам на сите. И невозможно е да им помогнеме на сите. Она во кое што верувам и кое што го ми се има докажано и го знам, дека кога ќе дојде вистинското време, се кокреира одлична ситуација да одреден човек расте, си помогне и излезе од тоа во кое што се наоѓа и секако дека за секоја лонче си има поклопче, затоа што ако јас не умам или не успеам да помогнам, ќе помогне некој друг, ако не помогне некој друг, ќе помогне некој трет. Значи секогаш ќе се најде соодветната поддршка. На крајот на денот не заборавајте дека на некој може јас да му бидам многу пријатна, на некој да му бидам многу одбивна. И сетете се дека и вие самите имате личности кои што ви се многу пријатни и личности кои што ви се многу одбивни. Не затоа што тие што се одбивни не се добри, туку едноставно немате добро поклопување со нивната енергија во одреден период од животот. Имало личности кои што објективно сум знаела зошто нешто не ми се допаѓа кај нив, без разлика, може да има многу фактори. Имало личности кои што не се допаѓале затоа што ме тригерирале и допирале нешто нормално во мене кое што сакам да го имам, а го немам, не му дозволувам и така натаму. Меѓутоа има личности за кои што едноставно не сум подготвена. И тоа многу често го зборувам и сетете се и вие дека се наоѓате на истото место. И затоа наместо да влеземе во улога на спасители или на прогонувачи, или пак на жртви, многу е важно да некако останеме само поддршка за личностите кои што се блиску до нас и кои што ги сакаме, да не им паметуваме нив, туку на оние кои што навистина се отворени за промена. Меѓутоа, дури и тие кои што се отворени за промена, ние не им кажуваме што да прават. Ние им помагаме да дојдат до решението, односно до она што би правеле. Секогаш останете некако со отворено срце, продолжете да бидете хумани, да бидете добри, но размислете за ова. Колку пати пробувате некого да промените, а можеби не сте свесни дека токму застојот во кој што таа личност се наоѓа е многу здрав застој за неа. Затоа што она кое што искуството го покажува е дека многу често човек мора да се сруши, да се скрши, буквално да нешто се разруши за да може да се изгради однова, за да може да се промени. А од друга страна не секоја личност ќе ја има поддршката и му е потребна па истата поддршка која што имате вие. Затоа прифатете ги различностите, прифатете дека не постои една реалност, дека се е релативно, дека природата си има различна динамика, вистината има различна динамика. Наше е да бидеме тука, да
рефлектираме, да бидеме поддршка оно колку што можеме, меѓутоа не е наше да им паметуваме на другите и да им кажуваме што да прават, бидејќи тоа не е наша одговорност, тоа е нивна одговорност и на крајот на денот, кога ние сме тие кои што тргаме да им решаваме нешто, и ја отфрламе нивната одговорност и само му покажуваме на другиот колку не веруваме во неговите капацитети. А тоа е многу болно. И тоа е место кое што знае многу да го боли другиот и тој да потполно изгуби верба во себе. Верувајте во себе, верувајте и во другите. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода. Се слушаме во наредната. Поздрав!